Ликот и делото на Џорџ Сорос периодов се поактуелни и во Грција, а според документите објавени од Викиликс, Соросовата мрежа и овде идентично како и во Македонија е распространета насекаде. Од невладени организации до медиуми, новинари, јавни личности, креатори на јавно мислење и политичари. Една од последните серии на протечени документи објавени на Дисиликс се однесува на начинот на кој што била плетена Соросовата мрежа во Грција во однос на состојбата во Украина и конфликтот со Русија. Документите покажаа дека преку великодушни грандови вербувани биле јавни личности од повеќе бранши, со задача преку своји јавни настапи и написи да ги бранат позициите на Сорос во однос на државниот удар во Украина, а Русија да се представува како непријател. Дополнително светло врз Соросовите активности во Грција и регионот фрли и мигрантско-бегалската криза. Унгарскиот премиер Виктор Орбан во една пригода изјави дека токму Сорос меѓу другите стои зад, како што рече, инвазијата на Европа, а ваквите тврдења дополнително беа подкрепени со низа факти. Во 2015 на островот Лесбос беа пронајдени мигрантски прирачници, за кои што беше утврдено дека им биле давани на мигрантите уште пред да се качат на бродовите кон Европа, од организација со име Добре дојдовте во Европската Унија, спонзорирана од Сорос. Од Соросовата фабрика излегоа и повиците преку неговите навладени организации во Македонија за отстранување на заштитната ограда што македонските власти сосема навремено ја подигнаа на границата со Грција, со оглед на големиот број на илегални и насилни обиди за премин на илјадници мигранти што следеа на бргу, а за чие организирање повторно се појавија така наречените волонтери од Соросовите и останати сродни и слични невладени организации. Работат на терен и ги поттикнуваат мигрантите дека со доволен притисок и доволно насилство може повторно да се отвори мигрантската рута и да стигнат до Германија. Ние нема да дозволиме тоа да се случи и со сигурност одлучно ќе одговориме на сите вакви обиди. Унгарскиот премиер Орбан и пред само една недела на самитот на Европските народни партии во Малта уште еднаш жестоко ги искритикува европските држави што не можат да се ги контролираат границите, посочувајќи ја притоа Македонија на чело со ВМРО ДПМН и лидерот Никола Груевски како фактор на регионалната безбедност. Соросовата вмешаност во мигрантско-бегалската криза и ефикасното справување на македонските власти своевремено ја потврдија и дел од грчките експерти. Андреас Николопулос, одличен познавач на состојбите од областа на воените и безбедносните прашања, во интервју за Македонската радиотелевизија во периодот на кулминација на мигрантско-бегалската криза, изјави дека десничарската ВМРО ДПМН е пример за решителност и посветеност во заштитата на границата, наспроти левичарската СИРИЗА, кај која што овие работи отсуствуваат. Δεν υπάρχει τίποτα. Από τη μία πλευρά είναι μόνο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις χρηματοδοτούμενες από το Σόρος, το ξέρουμε όλοι πλέον. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτό που λέμε στα αγγλικά determination. Obviously, we are talking here about two different concepts. The one is the concept of the leftist Syriza here. The other is the concept of the right-wing VMRO DPMN there. So, do you think that if by any chance the opposition led by SDSM comes into power in the neighboring country, that they would have a different approach also towards the politics, towards the migrants and the refugees? Επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ έγινε πραγματικό πρόβλημα, όχι μόνο της Ελλάδος και ολόκληρης της Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολόκληρης της Ευρώπης. Εάν έρθουν στην εξουσία οι σοσιαλιστές του ΖΑΕΦ, πιστεύω ότι θα υπάρχουν τα ίδια προβλήματα και σε εσάς. Αν ισχύουν και κάποιες πληροφορίες μου ότι χρηματοδοτείται από συγκεκριμένα κέντρα, Σόρος και τα λοιπά, πιστεύω θα ακολουθήσει ακριβώς την ίδια πολιτική. Τόσο απλά. Εσύ αποφασίζεις, όπως λέμε στην Ελλάδα. Познавачите на состојбите велат дека со ефикасната заштита на македонско-грчката граница и обезбедувањето на прекинот на прилив на мигранти низ Балканската рута, македонскиот државен врв дополнително го навлече гневот на Сорос и неговите сојузници. Од Атина за Македонската радиотелевизија, Марија Котовска.